Добро вечер, дневник на ТВ+. Еве што ви подготвивме за денеска. Протестот на краста ставен во мирување. Затворен машкиот берберски салон Боро Менков. Намален бројот на основци во градот. Урош Луковиќ заминува од Куманово. Блокадата на депонијата Краста од вчера е ставена во мирување затоа што е постигнат договор за средба со министерот за транспорт и врски и градоначалникот на Куманово. Мештаните на село Пчиња истакнаа дека по 3-дневна блокада од вчера попладне ги пропуштаат камионите на јавното претпријатие Чистота и зеленило да го депонираат сметот. Доколку не се исполнат барањата на мештаните, блокадата повторно ќе биде активирана. Протестот на депонијата Краста од вчера е ставен во мирување бидејќи жителите на село Пчиња договориле состанок за решавање на проблемот со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалникот Зоран Дамјановски. Од местната заедница информираа дека состанокот ќе се одржи во среда или најдосна до четврток, пошто ќе одлучат какви мерки ќе преземаат понатаму. Додаваа дека по 3-дневната блокада од вчера попладне ги пропуштаат камионите на јавното претпријатие Чистота и зеленило да го депонира сметот. Имавме седно со градоначалникот и директорот на ЈП Чистота и зеленило. Се договоривме блокада да ја ставиме во мирување, за тоа што ЈП Чистота и зеленило се обрза членот 6 од меморандумот за соработка да го исполни, а тоа беше членот да се направи пак за влез во депонијата од западна страна. Нашите барања се исклучително меморандум за соработка што ги има направено градоначалникот со нас 2008. Сега со овој член незадоволни што ќе го реализираат, наредните членови што не се реализирани од меморандумот во наредниот период да ги реализираат. И проблемот со проектот за водовод, бидејќи тука се створи голем револт кај местното население, бидејќи луѓето од западната страна на селото, подоцна од реката Пчиња, кај што им е загадена водата и имаат комеш голем дека водата е загадена од земните води на депонијата. Бидејќи од другата страна, кај што направивме институирање на водата на реката, мислам, од друга страна на реката Пчиња, таму водата е истона, а од друга страна на селото, мислам, е загадена водата. Тоа исто може дека водата е загадена од подземни води на депонијата. Мештаните на Пчиња нагласија дека доколку и посредбата нема договор, ќе бидат принудени да продолжат со блокада над депонијата. Тие во петок ја блокираа депонијата затоа што не се реализирани проектите за водоводна и канализациона мрежа и покрај тоа што пред 4 години доставиле проект до општината и за кој има обезбедено средства. Бараат подобро да се менаџира со депонијата, истата да се огради и да се направи влез од другата страна. Машкиот берберски салон Боро Менков, кој се наоѓа во зградата на Занатски дом, по 6 децении престана да работи. Куманово е познато како град на берберите и затварањето на Боро Менков представува загуба на една традиција и воопшто на ситните занаети кои не може да го фатат чекорот со новото време. Граѓаните бараат од надлежните институции да им помогнат на занаечиите да останат на пазарот, бидејќи со нив живее и духот на старо Куманово. Поради високите даноци, машкиот берберски салон Боро Менков по 6 децении работа е затворен. Редовните муштерии и граѓаните со жалење гледаат на згаснувањето на непознатата берберница во градот и велат дека со затворањето на овој објект неповратно ќе згасне и дел од кумановската традиција. Директорката на соседниот женски салон Боро Менков, Силвана Стошевска-Милошевиќ, смета дека новиот закон ќе ги сотри последните занаети во државата. Законот предвидува одоначување на сите фирми кои што имаат обрт годишно над $1.000.000. Со таквото одоначување и со плаќање на кирии и покачување на цената на услугите, сите до еден дуќаните ќе мора да затворат. ДДВ обврзници, тако да тешко се искача на крај. Едну година смо ДДВ обврзници, боримо се, али не могамо да се избориме. Па заштетене превише, пошто се види дека не функционира каде нас и затвараме. Се обративме во Скопје, беме во Штип. Не пројдоме многу убаво, пошто проблем не се слуша, но немат решение. Нивното решение, ако не може да плаќате ДДВ, ако не можете да работите, мора да затворите. Министерство за труд и социјала, не директно во министерство, пошто не можеме да отидеме таму, беме на проект, каде што имаше многу со вакви проблеми.
и наидовме баш на конфликт што сите се бунеме од сите бранши на занаечи. Но тие рекоа дека ако сте вредни, ако вредите, качете ја цената и вие ќе имате работа и ДДВ нема да ви значи ништо. Но бидејќи работиме со таква класа, пензионери, работничка класа, нашата цена е дури некои не може да ја прифатат. Повеќето од граѓаните се изненадени од затворањето на Боро Менков, затоа што Куманово е познат како град на берберите и луѓе од цела Македонија доаѓаја во познатите берберници. Сега се тој бричи што се затвориве. Тој една берберница треба во град тој. Гордост на град беше. О, Скопје, цело Македонија, Кумановци, ќе дојде Скопје, тој ќе се потишува, тој ќе се бричи. Берберски град. Јас знам берберски град, туј е каде Талјата било е една. Најстара туј е. Талјат. Ама тој се затвори одамна. Тај берберница, најстара. А каде Боро Менков после може е била тај берберница. Честите муштерии се зачудени зошто берберницата е затворена, поради тоа што секогаш била преполна со луѓе, бидејќи се наоѓа во центарот на градот. Многумина сметаат дека несовесното однесување на властите оневозможува да им се излезе во пресрет на занаетите. Оно кад се замислиш, чудо нешто стварно. Имаше на валицата, плоштати, народ има. Има некој работе, бонитет некој. Колку улазни трошкови, излазни трошкови имате нешто. Штом затврше, сигурно не може да обстане, сигурно има многу давачки. Али ја мислам дека они пропаднаше повеќе за 20 или 30 денара. Ако свогде беа по 100 денара, еве и моментално е 100 денара шишање, они беа 100 денара, имаш право на такво нешто, а обично 120-130 денара. За тие 30 денара луѓе како луѓе, знаеш, нема без парица и почиња да бега, да напуштат за малку. Друго има диве берберници што шиши по 50 денара. И тоа има. Не плаќа порез, не плаќа ништо. Овие се изложени давачки 100%, тоа што ќе биде. Нема да остане ни една. Зашто се плячка, крадне. Нема помоќ, немам ништо. Тој ти е. Голема тешкоќа, не може да се поднасат. Ја може да носим 25 кила, а 200 кила оптарен. И не може да се носи. Тој ти е. Гасењето на 60-годишната традиционална берберница во центарот на градот треба да биде аларм за политичките субјекти да го преиспитаат законот, кој што може да направи сериозна штета на малите стопанственици. Обвинетите во случајот диво населје денеска седнаа на обвинителна клупа во Кривичниот суд во Скопје. Се изјасниле дека не се виновни за делото за кое се товарат. Судскиот совет врз основа на аргументите предложени од обвинителството ќе треба да донесе одлука дали има основ по обвинителниот акт за случајот диво населје да биде прифатен за да почне судската процедура. 29 обвинети за тероризам во диво населје денеска се изјасниле дека се невини по однос на обвинителниот акт според кој на 9 и 10 мај годинава војувале со полицијата во населбата Тоде Мендол. Тие истакнале дека не се чувствуваат виновни за делото тероризам и терористичка организација за кое се обвинети и дека досега не виделе никаков доказ за тоа за што се товарат, пренесуваат медиумите. На денешната јавна седница присуствуваат и членови на нивните семејства, како и нивните адвокати и обвинителите. Обвинителството тврди дека групата претходно извршила напад на полициската станица во Гушинце, од каде со украденото оружје неколку дена подоцна се стационирала во Кумановската населба. Според актот, бидејќи се поседувале докази и врз база на добиени информации од косовските служби, судот издал налог припадници на МВР да извршат претрес во населбата. Утрото на 9 кога пристигнале полицајците, дел од обвинетите кои биле во групата прво фрлиле бомба, а потоа со автоматско оружје и со снајпери пукале кон полицајците. Во престрелката која траела 2 дена, според обвинителството, загинале 8 полицајци, а неколкумина биле ранети. Адвокат на дел од обвинетите тврдел дека во овие 7 месеци ниту тој, ниту дел од адвокатите и сите обвинети не ги виделе доказите против нив и побарал тие да им бидат презентирани. Негов колега пак нагласил дека дел од обвинетите биле и физички малтретирани и тепани и побарал изземање на јавното обвинителство и предметот да биде префрлен под надлежност на специјалното јавно обвинителство. Според обвинителниот акт на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, 18 лица од групата имале униформи со ознаки на УЧК, а посебните истражни мерки за нивно следење и прислушкување биле водени од 27 април до 8 мај, ден пред настанот. Денешното судење се очекува да трае
трае до доцните вечерни часови, пошто ќе биде одлучено по приговорите на адвокатите на обвинетите. За сите 29 обвинети по барање на истражните органи, покрај судската полиција се ангажирани по тројца припадници на МВР во цивилка, кои ги придружуваат и до тоалет, а околу кривичниот суд во Скопје цел ден имало бројни припадници на полицијата. Судскиот совет врз основа на аргументите предложени од обвинителството ќе треба да донесе одлука дали има основ обвинителниот акт за случајот диво населје да биде прифатен за да почне судската процедура. Последниве 10 години значително е намален бројот на основци во општина Куманово. Според статистиката на секторот за образование, бројот е намален за дури 25% или 2000 ученици. На последната седница на Советот на општина Куманово, советникот од Коалицијата за подобра Македонија Ашмет Османовски реагираше и на непроменетата реорганизација, поради која ромските деца од населбата Средорек се образуваат во Браќа Миладиновци, а не во најблиското училиште 11 октомври. Изминативе 10 години значително е намален бројот на основци во општина Куманово. Според секторот за образование, бројката е намалена за 25% или 2000 ученици помалку. Жика Крстевски нагласи дека оваа учебна година од 1504 првачиња се запишале 1239 ученици. Тој додава дека зависно од регионот во кој се наоѓа училиштето, бројот на запишани може да биде поголем или помал, но генерално во речисисите се јавува недостаток на ученици. Се ова една значителна бројка која, фактичката состојба е таква. Надлежни за испитување, односно за изнаоѓање на тие деца е Државниот просветен инспекторат. Тој е информиран од училиштата и не знам завршницата што ќе биде, меѓутоа таа тенденција во континуитет во последните 10 години продолжува со една мала стагнација во последните 2 учебни години, каде што таа бројка е помала во однос на претходните години. На последната седница на Советот на општина Куманово, советникот од Коалицијата за подобра Македонија Ашмет Османовски реагираше за тоа што градот, занемарувајќи го наталитетот на ромската заедница, особено на местноста Средорек, се осврнува на реонизација која датира повеќе од 40 години. Ромските дешења од населбата Средорек, кои треба да посетуваат настава од најблиското училиште, не знам од какви политики на општината и менаџерите на 11 октомври, малите ромчиња се принудени да пешачат со своите родители во другото училиште Браќа Миладиновци, што покажуваат и денешна информација покажува дека таму е зголемен бројот на ученици, а недостасуваат ученици во 11 октомври. Мислам дека нема бојазност. Ако таму доминира повеќе ромското население со ромските дечиња, затоа што ромите изучуваат настава на македонски јазик. Крстевски одговори дека според реонизација децата од Средорек имаат можност да се запишат во основните училишта 11 октомври, Браќа Миладиновци и Крстем и Сирков. Тоа е со цел да се направи рамноправна распределба на учениците од ромската популација. Додаде дека забелешките не се толку драстични за да мора да се направи нова реонизација. Банкок, Занзибар, Малта, Јордан и Ница се само дел од туристичките дестинации на кои ќе престојуваат кумановци со подлабок џеб за новогодишните празници. Туристичките агенции имаат богата понуда и за европските метрополи: Виена, Рим, Прага, Лисабон, Минхен, Париз, Будимпешта, како и во зимските центри Боровец, Копаоник, Златибор и Банско. За оние кои не сакаат долги патувања, може да заминат во Белград, Софија, Атина или да останат дома. Новогодишните празници се приближуваат, а со тоа се зголемуваат понудите на туристичките агенции. Граѓаните на Куманово, како и секоја година, имаат голем избор и богати аранжмани за европските и светските метрополи. Оние на кои семејниот буџет им дозволува да отпатуваат, веќе се одлучиле каде ќе ги поминат новогодишните празници. Претежно оваа година доста се препорачува авионски превоз. Дестинации каде што може да понудиме се Банкок, Занзибар, Малта, Јордан, Ница, Лисабон, авионски превоз, во европските, да кажам, претежно европските автобуски превоз, претежно во Фиренца, Прага, Милано, Минхен, Париз, дестинации и нормално
дестинации кои секојдневно, например, за Нова година ги препорачуваме за луѓето се зимските центри Боровец, Копаоник, Банско, Златибор и може да оделиме и новогодишни аранжмани за најмладите кои преферираат да одат во Белград, Софија, Будва. Значи има една убава изрека дека секоја година би било пожелно да посетите за Нова година некоја дестинација која не сте ја посетиле. Вкусот на граѓаните на Куманово е различен. Старосната граница исто е различна. Значи не може да кажеме кој кајде би сакал, секогаш постои некој изненадување. Наспроти граѓаните кои можат да си дозволат патување, дел од кумановци вела дека економската криза не им дозволува да патуваат надвор од градот, па новогодишната ноќ и празниците ќе ги поминат во домашни услови со семејството. Дома. Нема никак. Помилиарно породично. Сигурно одат. Дали се сака да патуваат, да одат низ Македонија, некои одат во странство, Србија, некои Грчка, натаму. Тука, некои Македонија, во други градови се. Локалната власт, како и претходните години, ќе организира прослава на градскиот плоштад за сите кумановци кои ќе останат во градот. Мигранти ноќеска се фатени на обиколницата на Табановце во такси возило од Гевгелија под сомнение дека поседуваат фалсификувани документи. При извршена контрола утврдено е дека таксистот превезувал 6 мигранти од Гевгелија до железнички премин Табановце. По извршена контрола констатирано е дека лицата имаат потврда за искажана намера за право на азил, издадена на 4 декември во Гевгелија. Во документите издадени во Грција пишувало дека двајца се со ирачко државјанство, а 4 со афганистанско, а во потврдите од Гевгелија пишувало сириско државјанство. Поради сомнение дека се работи за фалсификувани документи, мигрантите во 6 часот се предадени во СВР Куманово за понатамошна постапка. Кошаркарскиот клуб Куманово продолжува со кадровските измени во пресрет на дерби над преварот против МЗТ и Карпош Соколи. Од тимот си заминува Урош Луковиќ, кој имал понуди од Партизан и неколку европски клубови. Во тимот како замена за Луковиќ пристигна Ненад Мишановиќ, кој заедно со другите две засилувања Бојан Трајковски и Никола Каракулев би требало да се обидат да го победат МЗТ на гостински терен. Во тимот се најавува и враќањето на Вукашин Мандиќ. Во пресрет на двата дерби над превари против МЗТ во среда и во дечкиот тим на табелата Карпош Соколи во сабота, Куманово се соочува со нови кадровски измени. Официјално тимот го напушта еден од подобрите поединци и поентери, центарот Урош Луковиќ, кој што представуваше клучна алка во играта на тимот. По разговорот што го имавме во петок со Урош Луковиќ, кој бараше состанок од нас, поточно прво се виде со мене каде што ми најави дека сака да замени од нашиот клуб, од единствен разлог што мисли дека е времето да ја смени средината, бидејќи има понуди од Белградски Партизан и неколку од екипи од Дубај и Саудиска Арабија, каде што тоа се понуди со голема цифра, далеко од нас, а Партизан е едно име каде што би сакал да направи еден чекор во неговата кариера. Тој како играч пројде кај нас некои 3-4 години, каде што остави голем белек и затоа ние по состанок што го имавме на управен одбор решивме да му дадеме зелено светло и тој да може да ја смени средината. Не знам сега по тамошната кариера каде ќе заврши, знам дека има понуди од МЗТ Скопје, има понуди од неколку екипи од Европа, но не навлегувам во неговата кариера, само му посакувам успешна и да бележи големи успеси и да кариерата да му иде во нагорна линија. По заминувањето на Луковиќ, председателот на управниот одбор на Кошаркарскиот клуб Куманово, Давидовиќ, посочи дека управата имала многу работа. Во краткиот период донесени се две нови засилувања. Ненад Мишановиќ и Никола Караколев, кои заедно со Бојан Трајковски ќе играат на престојниве мечеви. За понатаму, Ли Ингран Ентони на полусезоната ќе се врати во САД, а на негово место се планира да биде доведен Марко Симоновски. Тоа е позиција број 5, каде што заедно во тандем со Бојан Трајковски, кој исто така овој надпревар следниот ќе му биде прв надпревар за Бојан Трајковски, исто така ново засилување и Никола Караколев,
познат кошеркар во нашата лига, кој минатата сезона играше за Штип, сега ова година настапуваше во Шкупи, каде деновиве дојде кај нас и за следниот надпревар ќе бидат сите тројца на список. Американецот Ли ќе замине после овој првиот дел, бидејќи ќе се сели во Америка поради тоа што има ќе престане да игра кошарка, бар така ми беше соопштено од негова страна, ќе се посвети на фамилијата и на негово место во преговори сме со Марко Симоновски, кој чекаме некои документи да се средат со неговиот менаџер. Марко Симоновски сега е слободен играч и сме во секојдневни контакти. Се надевам дека тој трансфер ќе го завршиме и дека ќе биде достојна замена за Ентони Линграм. Во редовите на Куманово се враќа Вукашин Мандиќ, кој би требало да биде во тимот со Трајковски, Мишановиќ и Караколев. И покрај кадровските промени во тимот од управата се надеваат дека ќе ги изненадат МЗТ на гостински терен и очекуваат победа. Свети Климент Охридски утре е неработен ден за сите граѓани во државата. Тоа е согласно законот за празниците на Република Македонија. На овој ден се слави македонскиот светец и еден од учениците на светите Кирил и Методи, кој учествувал во извршувањето на Моравската мисија. Тој е македонски и словенски учител, познат и по градот Охрид. Свети Климент бил и првиот епископ словенски со титула епископ Велички. Во негова чест се именувани многу училишта во државата. Во Куманово времето денеска беше сончево. Максималната температура достигна до 15 степени Целзиусови, а минималната до 4. За утре се најавува сончево време. Дневната температура ќе достигне до 12 степени Целзиусови, а утринската до 4 степени. Ова беше последната информација во денешното издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.